Добрината и неговите дела се траен печат и гаранција што вечно ќе не подсетуваат на човечкото постоење и на неговото име запишано со златни букви во вечната книга. Со напуштањето на овој земен живот на добрите луѓе не престанува нивното постоење, напротив, тие живеат во спомените на идните генерации. И поречиси неполни 50 на години од заменувањето на Трајан Блажевски Труман од селото Бургашево, од овој земниот живот за него се уште се раскажува како се уште да е жив. За него раскажуваат и оние кои го познаваа и тие што слушале за него. Тој живееше во време кога неговата татковина Македонија крвавеше на патот на слободата, кога ја делеа и парчеа од сите страни, во времето кога не се знаеше дали сонцето ќе ти изгрее или ќе ти зајде пред време. Во вакво време невреме, тој и Дукатинка стана родители на 6 прекрасни деца, кои го продолжија патот на нивните родители и честно и со љубов се вклучија во изградбата на нашата татковина Македонија, на која Трајан и се изградува по 1945 година. До тогаш неговото презиме зависеше од тие што беа господари на неговата родна земја Македонија. Кирило Блажевски Труман, неговиот најмлад син, денеска е горд на неговото презиме и прекарот, по кој веќе се препознатливи како семејство. Продолжувајќи го неговото дело и пренесувајќи го на неговите деца, размислуваше како трајно да им се одложи на своите родители и да ги овековечи нивните имиња. При една наша средба ми предложи тоа да го направам јас во форма на документарен, визуелен и аудио запис, ставајќи ми ги на располагање сите податоци со кои располагаше тој за нивниот живот. Твојата желба е благородна и за поздравување, му реков, но не знам дали јас ќе можам во целост да ја исполнам. Верувам во тебе, Зоране, ми рече. Неговото мислење за мене представуваше голема чест и обврска. Иако со доза на сомнеш дека ќе дојдам до доволни податоци да го направам овој документарен запис, прифатив. Почетокот беше тежок, но благодарение на пишаните податоци до кои дојдов, работите се поедноставија и сценариото за овој документарен запис содржински почна да го добива својот облик. Покрај кажувањата на Кирило Блажевски Труман и другите постари жители од родното село на неговиот татко Трајан, од селото Велмевци и од другите демихисарски села, мощне корисни ми беа податоците од книгата Велмевци од неговиот автор Никола Димитров, родом од селото Велмевци, како и од монографијата Трумановци од Бургашево од незиниот автор Киро Ангелевски Стерија, родом од селото Бургашево, денешниот град Демихисар. По неколкуте мои средби и консултации со господинот Киро Блажевски Труман во неговото родно Бургашево и откако го подготвивме сценариото за овој документарен видеозапис за семејството Труманови, со мојот домаќин и водич низ овој документарен запис, Кирило Блажевски Труман, се договоривме овој документарен видеозапис со работен наслов Трумановци од Бургашево да го започнеме во родното село на неговиот татко Трајан, селото Велмевци, на сам ден на Илинден, чија летна селска слава Свети Илија, неговите соселани од памтивека па се до ден денешен ја преславуваат, оттаму да ја започнеме приказната на Трумановци. Така и бидна што се вели. На сам ден на Илинден, во раните утрински сати, како што вели народот, стасавме во селото Велмевци. Почитувани мои, моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе овдека во Демихисарско. Ме донесе во едно од 30-тината живописни убави демихисарски села, меѓу кои и селото Велмевци. Дојдов овдека во Велмевци да направам нова репортажа, а домаќин во ова село ќе ми биде Киро Блажевски Труман во Демихисарско
Хизарско како Труман. Добро утро, господине Лозевски. Добре дојдовте во село Велмевци, добре нашли со сите своји пријатели да се видиме и да се почестиме кај што треба во нашето село. Ми е мило ете што ќе ми бидеш домаќин, што ете продукцијата Марио Филм ќе направи една нова репортажа, а вие мештаните до во село да ми ги раскажете многуте приказни за историјата на Велмевци што вас ви ги пренесувале вашите дедовци, баби, родители. Секако моите соговорници се спремни во село Велмевци, сите тие ваши прашања ќе бидат одговорени на соодветен начин. Ајде, Продолжуваме. Одиме. Напред, ти напред, а јас по тебе. Ајде. Сега Труман извинувака, овој си постар од мене, меѓутоа по прекарот. Овдека сме веќе некаде на 1 километар пред влезот на селото Велмевци. Овдека како се вика ово место кај што сега се наоѓаме? Овде се наоѓа ново место, нашата ограда која што била Ќе може понекад да ми покажеш да. Нашата ограда која што била уште од турско дедо ми и татко ми што е наследиле, е имале тука како овош тавник кој што печеле најубавата ракија во Велмевци, е печеле од оваа ограда. Така? Но после известно време татко ми е продал оваа ограда на Спиро Пупуле, кој што бил во Америка на печалба во Форт работел, е продал оградава и тие пари што го зел, усвари тоа биле во Златници. Тие пари што го зел, го купил имото во село Мургашево и таму се преселиле наши предци, татко ми со мајка ми, Така? во Мургашево, и тој имот го купиле од двајца турци, од Демир и од брат му дали Насан, така се викаше, и така да тој имот е таму наследен, а ние овде постепено некогаш подидуваме во Велмевци, пошто снимале Јан тука, кај Анчето се ќе поиме да го видиме и таму ќе снимаме кај било, што било. Нашите соселани велмешани во тоа Анче се снабдувале, и фурна имало тука, се снабдувале со леп, со симиди, така натаму. И ракијата што е печел татко ми, таа била најквалитетна ракија и се трошела со мештаните во Велмевци. Зоране, вистинската приказна за мојата лоза, лозата на Трумановци од Мургашево, започнува од презимето Неделковци, па прекарот Шотевци и на крај со презимето Блажевски. Потеклото на мојот семеен род во вистинска смисла на зборот води потекло од селото Прострање, кое според пишаниот труд на познатиот етнолог Бранислав Русич некаде во 1860 година се доселило во денестово село Велмевци, ми раскажа Кирило Блажевски. Но Зоране, имам еден предлог, ми рече. Дали може приказдава за семејната лоза на Трумановци од Мургашево, најпрво да ја започнеме со така да речам село во Велмевци? Може, како не може му одговори. Куќа вода да ми ја поправите мало. Ќе се потрудим, што години имаш? Јас сум 72. Да, така, ќе служи здравието. Ме служи. Одам, работа. Понама. Така. Од кај си родом? Ја од Кичево, од Србија, некој си го чу. Како не сум го чула ми како? Отаде јас. Како ти се викаше домаќино? Ајде за Јара. Так. Ми почина од Америка. Так. Кој ти се комши овде за лошозарно? сега Сите овие ми се, ме сакат сите. Да, ме сега супре. приберси ги овие. Ќе види. Ајде. Так. Так. Имам брат, имам сестри, да ме видат. Так. Да се видава и жива. И ти си. Така. Велмевци е демихисарско село, сместено на југозападниот дел на општината Демихисар, кое од центарот е оддалечено 28 километри, лоцирано е во Горен Демирхисар во областа Краста. Селото се граничи на север со Прострање, на исток со Железници и Брезово, на југ со Железници Големо Илино, на исток се искачува на Илинската планина до врвот Лиска, односно до селото Велмеј во општина Дебарца. Вака ја започна една од многуте приказни Кирило Труман за родното село на неговиот татко Трајан, селото Велмевци. Почитувани мои, ова е селото Велмевци. Ова е целото во селото Велмевци. Овдека од
минатото па до ден денешен на времето за Великден, за Божи Спасов ден и за Илинден, националниот празник на Македонија, овдека се виело орото, ред моми, ред беќари, ред невести, ред старци и овдека се случувале новите бракови, новите семејства. Но ете, како што реков, овде во Сецелото, ја продолжуваме ова репортажа, овие мештаи на селото Велмевци, да ни ги раскажат многуте приказни за битисувањето на ова село. Сега вака, господине Труман, Повелете. ќе ми објасни што значи символот на ова знаме и каде се наоѓаме овдека во село. Вака сега, а селово наше Велмевци имало 4 мала. Горно мало, долно мало и Чумурџиско мало и Пецково мало, и тоа Пецково мало се викало Печурко мало, се викало Печурко мало. Во знак на тоа Печурко мало, кај што било нашето Анче овде, од дедо ми и од татко ми, и фурната, да, кој што ги снабдувало селаниве со прехранени артикли, а тука и затоа ги имаме символно знамето, печурка во знак на тоа Печурко мало. Тоа значи дека во ова село селаните се снабдувале од ова и фурна, а имало и други две фурни. Сега ова анчето се наоѓа спроти црквата Свети Илија. Централното место е ова овде и тука била и кооперацијата, тука било и школото, што значи движењето на селаните, на нашите соселани било овде, во центарот на Велмевци. Местото, да речем, и плочниците на кои седевне од шалтерите на Менчето и уградени амбари имаше во задниот дел, па играмне во тие амбари. Така да го знаеме делот на Значи корено на 100 години имаш и да речеме во тоа време, дете беше така? Јас бев 6-7 години. Така, таман човек да може да памти. Тука се наоѓа и помладите, тука доаѓа и постарите. Тоа како кордон беше овде и ќе седнеме да одмориме во тој дел. Така, така. Туку сега овчего соба за разговор ќе продолжиме во црквата. Да одиме да видиме. Нема проблем. Можеме. Ова го скрапна Да. За потеклото на името Велмевци постојат повеќе легенди. Според една легенда, ова село настанало пред повеќе од 400 години, кога некој паша од Битола, селото Велмеј, или како ние си го нарекуваме Старо Велмеј, сакал да го направи чифлик. Во прво време селаните работеле на чифликот, а подоцна се побуниле. Од страв да не бидат тепани од бегот, дел од селаните го напуштиле селото и преминале на другата страна преку Илинска планина. Меѓу првите селани кои заминале од селото биле семејствата на Смилевци и Маракушовци. Според втората легенда, селото Велмевци го добило името пред 400 години, кога некој бег од Битола сакал пасиштата кои биле во селото Велмеј да ги направи свој чифлик и дел од мештаните од тоа село ги населил на ова место, каде што новонастанатата населба го добила името Велмевци. Додека пак според трета легенда, името на Велмевци потекнува од башкото име Велуш, кој го основал ова село. А според четвртата легенда, името на родното село на мојот дедо Неделко потекнува од старословенскиот збор Велми, што значи најголем, многу силен, голем, ми велеше Кирило Труман. Постоењето на селото Велмевци како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото. А за тоа говорат и археолошките локалитети Беројци и Меризи, и двете населби од доцно античко време си ја продолжи приказната Кирило Труман. Сега, овде кај се наоѓаме, на кој викено место? Па овде се наоѓаме на Горни Клајнец. И од тука патот за Јордан Пиперката, вамо е Долни Клајнец, овде имаше вир. Така? Пред 60 години
беше последно фрлен крстот и сакаме да го обновиме после 60 години. И еве почнавме. Со Господ напред, ќе биде направено. Напред. Со Свети Јован. И да продолжиме традицијата кој што вашите предци ја Така, моите предци онде биле попови, од тука го фрла крстот. Зато поповска фамилија, Да. поповска. Прв пат селото Велмевци во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Велмевци припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер, манастирот Свети Јован Претеча, меѓу народот попознат како Слепченскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милути Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, и исто така за Слепченскиот манастир. Секој добронамерник кој ќе дојде одека во селото Велмевци, во очи ќе му падне оба куќа стара одека што е позади мене. Меѓутоа, јас се овде кога дојдов на село, што мене прво што ме импресионираше, тоа е ликот на македонскиот император Александар Македонски, кој што ова лик тука, кој што може да го видите, е насликан во 1911 година, кога е градена и ова куќа на 13 јуни, а собственик бил Спиро Симјанов. Почитувани мои, дојдете во селото и Велмевци, видете историјата на ова Велмевци, на ова село, затоа што стварно овој секоја педа земја, секоја грудка патера во рака, секоја капка вода е историја и само историја на ова парче земја што со векови се нарекува Македонија и на народот што со милениуми живее на ова парче земја, што реков македонски. Во пишаните отомански дефтери селото Велмевци се споменува во пописот од 1467-68 година под името Велмеј, со 15 семејства и 20 неженети или вкупно 77 жители. Населението плаќало испенџе од 820 акчиња. Велмевци се споменува и во пописниот дефтер од 1568 година, кога имало 25 семејства и 16 неженети или вкупно 141 жител. Во отоманскиот дефтер од 1470 година е запишано следново: Рисјаните од селото Велмевци поради лошата жетва купниот данок од испенџе кое селото требало да го плати на султанот во износ од 1225 акчиња, данок од пченица 10 мудови, данок од јачмен 1 муд, овес и рж и од улишта 68 акчиња, а од ушур и од овошје 10 акчиња нема да го плати. Во пописниот отомански дефтер од 1537-1538 година, кој се води за истиот пописен дефтер, кој се води за данокот на немухамеданските домајќинства за битолскиот вилајат, селото е запишано со турскиот збор како Велмеј, што во превод значи светец. Во пописниот отомански дефтер од 1568 година во селото живееле 45 рисјани. Според пописниот отомански дефтер
од 1608 година, покрај 40-тината демихисарски чивчиски села, како чивчиско село припаѓало и селото Велмевци, како дел од големиот вакуф, што го поседувал битолскиот паша Ахмед Паша. Во втората половина на 17. век, селото Велмевци му припаѓало на тимарот Омер бег, кој бил син на Илјас бег. Во овој период целата територија била поделена на следниот начин: чифлик на Турут бег, чифлик на Хисар бег, чифлик на Мехмед бег, син на Али бег, чифлик на Мустафа ага и чифлик на Хамза ага. Во Отоманскиот дефтер од 1861 година, кој се однесува за селото Велмевци, е запишено дека границата на вакуфот на битолскиот бег Бозгуш бег се простирала до Велмевци, а му припаѓал на битолскиот вилает. Пред крајот на турското владење, чифлик Сајбија нарече се 40-тината чифлици во Демихисарско, каде што како чифчиско село припаѓало и селото Велмевци, бил бегот Азанбек, а од 1912 до 1920 година од наследниците на претходно споменатиот бег, денешните мештани од ова село си ги купиле денешните имоти, си ја продолжи својата приказна за селото Велмевци мојот домаќин Кирило Блажевски Труман. Од памтивека, низ вековите, во нашите села во Македонија, овдека на сред село, пред кооперацијата на купите, се собирале селаните, каде што се ги раскажувале своите приказни, кој денеска сработил, кој бил на пазар, кој бил на орање, кој бил на жнење, кој со кого се оженил, кој колку деца родил и се разбира што утре ќе работат. Дека селото Велмевци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, во неговото дело Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото Велмевци имало 800 жители, сите македонци христијани. По податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговото дело Македонија, статистика и население, во 1905 година во Велмевци живееле 960 жители, ми раскажа Киро Блажевски Труман. Во минатото, овие стари селски куќи, оваа стара селска архитектура, била дворовите селски, биле оградени со дебели и долги ѕидови и со тешки дрвени порти. Денеска во овие села тие тешки дрвени порти ги нема, ретко да ги најдете, но и денеска ги има, пак како што реков претходно, ова е таа тешка дрвена порта. Според природните услови, селото има шумско-полјоделски карактер. Селото во текот на 19. и 20. век било исклучиво печалбарско, чиј максимален број на печалбари го надминал бројот од 250 машки лица. Најповеќе од печалбарите се занимавале со пекарство. Велмешани на печалба оделе низ разни места во Турската империја, а најчесто во Влашко, потоа во Бугарија, Србија,
Hrvatska, a pokasno i во Америка, Австралија, па дури и во Шведска, Франција, Русија, Грција, Виена и други европски држави. Голем број на пекари од Велмевци изградили своји фурни, околу 100 на број, и тоа во Битола, Прилеп, Ресен, Кичево, а имало и во Кукуречани, Богомила, Воѓани, Старавина, Прибилци и во други села. Нашите стари селски куќи, кои што од памтивека ги нарекувале чардакли, били изградени на два ката. Во долниот кат се наоѓале просториите, каде што живееле мештаните, а тука се наоѓале и амбарите за жито, а на горниот спрат се наоѓале просториите, каде што мештаните, домаќините ги примале гостите. Секоја куќа во Македонија од она стара селска архитектура е позната по куќа чардаклија. Тоа е тој чардак, као што преска напомнав, во оваа куќа. Ова е тој чардак. Од занаетите кои се практикувале во селото биле и ковачкиот, самарџинскиот, терзискиот, ќумурскиот. При крајот на 19-тиот и во текот на 20-тиот век во селото екзистирале 6 воденици, 4 дуќани, 9 мејани бакали, а имало и неколку арабаджии. Во 1946 година во Велмевци регистрирани се 85 лица како пекари, 92 земјоделци, 25 мина шумски работници, 4 учители, 3 чиновници, 3 бакалџии, 4 ковачи, 4 шнајдери, 4 столари, 2 патари, 2 бозаџии, 2 крчмари и 1 поп. Во текот на 19-тиот и првите 3 децении од 20-тиот век во Велмевци недела бил пазарен ден, а пазарот се одвивал на сред село. Во 1897 година во селото живееле 783 жители, селото броело над 100 куќи, а во 1937 година 840 жители, 130 куќи и 145 домаќинства, а во 1937 година 12.000 грла овци, 1000 грла кози, 200 глави крави, 50 џевгар волови, 150 грла коњи, 100 магарења, 100 свињи, 1500 парчиња живина, се одгледувала и свилена буба, а имало и овостарници со јаболка, круши, сливи, цреши, црници и карадукти, како и пчелари со 200 до 300 пчелни кошници и сандаци поединечно, 40 казани за ракија, 2 варници и 20 ќуморџии. Во 1945 година селото било најбројно по жители. Во тоа време овдека живееле 1080 жители во 220 домаќинства, ми велеше Кирило Блажевски Труман. О, домаќинове! Ајде, бурум. Добар ден! Добар ден, добре дојдовте. Добре те најдов, јас сум Зоран Маријов. Еве, господине, донеси во твоје родно село, селото Велмевци. Дојдов тука, како што ви кажа, во Поповската куќа, која што градена 1912 година. Мило ми е што... Бурум. Е, така, да сте ви здрави живи. Амин. Е, така. Ајде, повелете, седнете. Така. Убајна, слушајте, убајна. Ако види има това, то на куќа Добар ќе да стане. Како се викаш, Чичо? Како се викаш? Дарио. А ти? Изабела. Колку години имаш? Я 9. А ти? 7. Кој деление си?
Второ. А ти? Јас сега петта. Во кој училиште учиш? Во Бато. А ти? Во доктор Владимир Како се вика учителка што те учи? Дијано. А твојата учителка? Нета Серафилос. Како се вика другарчијата што седа до тебе на клупата? Не знам. Да. Диме заборајно. Диме заборајно. Се мажува. Што ти е овој полесо на училиште? Математика, македонски, физичко, музичко, ликовно? Па математика. Математика. Ти што сакаш да видиш кој ќе порастиш? Или си маличка уште? Доктор. Стюардеса. Стюардеса. Така. Како се вика тато? Александър. Мама? Илијан. Имаш дадичка? Не. Бато? Како се вика бато? Дамјан. А мама како се вика? Сузана. Тато? Не беше. Имаш дадичка или бато? Брат има. Како се вика? Филип. Се играте заедно? Да. Добро, големи да растите. Така. Во Велмевци ги имаме црквите Свети Илија, изградена во 1838 година, со иконостас изработен во 1873-74 година, црквата Света Богородица, која датира од 18 век, со иконостас изработен во 1875 година, црквата Света Петка, реобновена во 1990 година, а осветена во 2000 година, и Параклисот Света Марена, ги велеше Киро Блажевски Труман. Нашата фамилија е одамна биле попови пред 130 години. Татко на Дамјан е тука закопан и гробот стои уште. А син му, овој Дамјан бил тука поп, и син му Живко и тој бил тука поп. И така останала традиција. Ова е мојот дедо и името што му го носам ја. Дамјан. Ние се трудиме што можеме да одржаваме, меѓутоа завод на времето си го прави својата. Имаме проблем сега со кровот, пошто протекува кровот, да собереме средства. Толку средства немаме, па би ги замолил сите добронамерни луѓе, бизнисмени, во името на местната заедница село Велмевци и во името на луѓето кои што се од село Велмевци да помогнат, што имаме жива сметка сега отворена, било имаме благајник во селото, имаме председател, членови во местната заедница, било како за тие пари што ќе ги дадат, ќе си добија документи. Имате ли, да речеме, ове побарано одобрение од музеот во Битола да ви помогнат, да ви дозволат, да ви направат проект за... Така, имаме еден разговор во Битола, меѓутоа ни кажа дека не припаѓаме под нивна епархија и не се должни они да помогнат во поглед на реставрацијата на било што од црквата. Кој е кровот, конкретно за кровот се работи. Меѓутоа ете овој апел кој што вие го пратите во името на мештаните. Сите луѓе, значи праќам апел од овде, од самата црква, да помогнат да ги собереме тие средства и кога можеме ова година да ја реновираме горе кровот, бидејќи навистина ќе останеме без црквата и нема кај да се собираме и немаме средства да обновиме никогаш повеќе црквата. Ете овој апел нека допре до добрите луѓе. Ете почитувани мои, овој апел на мојот соговорник од селото Велмевци, нека допрат до сите, но не само од мештаните од селото Велмевци, до сите македонски. Сите добри луѓе кои што имаат намера, кои што сакаат да помогнат и кои што помагаат во добротворни цели. Што вика народот го направил овој храм и да оставиме за поколенијата кои што ќе доаѓаат. Најстари семејни родови во селово Велмевци се Бетовци, Мирчевци, Стевановци, Исламовци, Смилевци, Шкаревци, Трпковци, сите доселени од селото Велмеј, Пеовци, кои се доселени
од сега раселениот град Закамен во Струшка, Малесија, неделковци, попознати како шотевци, доселени се од целото прострање, ми велеше Кирило Блажевски Труман. Првото училиште во селото проработило во 1884 година и тоа како црковно или челињо, а во 1905 година во црковниот двор во црквата Свети Илија била изградена и првата училишна зграда. По Втората светска војна училиштето прераснало во основно училиште и го носело името на народниот херој Мите Богоевски, чии родители се по потекло од Велмевци. Училиштето максимален број на ученици достигнува во 1945-46 година од 130, а во 1947-48 година од 139 ученици, за да потоа, како последица на миграцијата село-град, бројот на ученици постепено се намалува, а во 1982 година училиштето престанува со работа. Една прикажа да ми раскажеш. Јас сум Ѓорѓе Даскаловски, потекнувам од учителска даскалска фамилија. Прадедо ми Стојан бил учител на повеќе села. Двата сина, Глигор и Ѓорѓе, јас едниот сум крстен Ѓорѓе, ги пустил учителска школа во Солун. Меѓутоа, учеле учителска школа претежно црковни, да речам, црковна наука. Така. Кога се вратиле тука во Велмевци, дел во Велмевци, тој останал изместо време во Велмевци, едниот заминал во Брезово, па во Вранештица, другиот така да во повеќе села во писменување. Во село во Велмевци повеќе учители ми се сменаа. Во прво беше Ванчо Пауновски, во второ Снана Ванчо Пауновски, па Цветанка, па по неа дојде син на Ванчо Пауновски, Боро Пауновски. Колку бевте деца ученици? Многу беве, многу беве. Нашето оделение не забројаме 26. Така. 4 оделенија беа со еден ништо. Селото вриеше од деца, вриеше од народ. Премногу. Во подалечното минато, мештаните од селото Велмевци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во Велмевци се родени македонските револуционери Ванчо Наумов, Симеон Смилев, Глигор Стојанов Даскалов, Никола Стојанов Димитров, Секула Стојанов Андреев, Ставре Лазаров Апостолов, Крсте Стојков Стефанов, Јоне Ристев, Трајан Ристев и Мобир Цветанов и семејството на Кузма Јосиповски Питу потекнува од Велмевци. Во селото има изградено два споменика, едниот е на војводата Јордан Пиперката, кој се наоѓа непосредно до селото во местноста Цереша, а вториот споменик е на Јанкула Јосиповски, паднат борец во народно-ослободителната борба. Селото Велмевци е познато и по првата фудбалска топка, која е донесена во 1909 година, додека пак првиот фудбалски клуб Пелагонија е формиран во 1921 година, а во 1941 година бил преименуван во Славија, а по тоа име постојал до 1977 година. Во Велмевци се одвивал и богат културно-забавен живот. Така, повеќе години екзистираше пејачката и фолклорната машка и женска група Славија. Празник на селото е Свети Илија, а се празнува и Света Марена. Други семејни селски слави кои се почитуваат во селото се Света Пречиста, Свети Архангел, Свети Никола, ми велеше Кирило Блажевски Труман. Почитувани мои, мојот домаќин Кирило Блажевски Труман
ни раскажа многу приказни не само за селото Велмевци, од каде што потекнува неговиот семеен род Неделковци, познати како Шотевци, а како го добил неговиот татко Трајан, прекаро Труман, и како денеска неговото семејство во Демихисарско е попознато како Трумановци, ќе го дознаете во неколкуте наредни продолженија од документарниот серијал со работен наслов Трумановци од Бургашево.